враќаме назад во студиото, како што и претходно најавивме, со нашиот колега Дејан Андоновиќ. Ќе ги подискутираме сите оние настани кои го одбележаа регионот и светот. Дејан, добар ден. Она што е интересно од регионот се оние протести кои се случуваат во Бања Лука. И во Сараево и во Загреб. Целиот регион полека почнува да се соочува со протести околу, нели, луѓето бараат вистината за тоа каде и како настрада студентот, 21 годишниот студент од Бања Лука, Давид Драгичевиќ. Имено се работи за студент од електротехнички студии, кој беше пронајден во март годинава во реката во Бања Лука. Првичната анализа беше, првичната информација на полицијата беше дека тој е најден, дека е удавен, подоцна беа откриени одредени трагови на неговото тело од насилна смрт и присуство на, така рече полицијата и обвинителството, присуство на употреба на дрога. Меѓутоа, татко му, родителите на Давид, барајќи ја правдата повеќе од 9 месеци. Можеме и да забележиме по снимките кои што во овој момент се емитуваат, како изгледаат протестите. Тој првин исчезна во март годинава. Неговите родители понудија 100.000 конвертибилни марки, тамошната, нели, валута, за информација за него. Подоцна тој беше пронајден. Полицијата по брза постапка го прогласи дека се удавил, подоцна дека е пронајдена дрога во него, меѓутоа неговите родители тоа не го прифатија како вистина и продолжија со својата, барајќи својата правда. Почнаа да се мобилизираат луѓето, да му даваат подршка, почнаа да се случуваат големи протести. Меѓутоа ми се чини дека фокусот беше изместен дента кога полицијата го уапси и таткото на починајќи. Меѓутоа беа насилни протестите, можевме да забележиме од снимките кои стигнаа. Не беа пријатни. Обично кога се такви протести, сега ние можеме само да нагаѓаме, меѓутоа тие протести беа насилни откако полицијата сакаше по брза постапка да ги угуши, некако да се забошоти тој цел случај. Барем така испадна во јавноста. Тоа луѓето дополнително ги изиритира и измотивира да протестат против полициска бруталност. Токму власта пак сега ги поттикнува на протести доколку Па, вака, добивме информација, да, тоа сме должни пред гледачите, дека најновата информација во целата оваа приказна е дека председателот на председателството на Босна и Херцеговина Милован Додик, човекот кој до вчера беше, нели, председател на Република Српска и кој е на некој начин олицетворение на Република Српска, излезе и јавно го обвини обвинителството во Бања Лука и полицијата дека треба да спроведе нова истрага, бидејќи доколку не ја спроведе истрагата, да дојде конечно до вистината, тој лично, како што рече пред малку, ќе ги мобилизира луѓето на нови протести. Она што е интересно е дека до оваа изјава буквално Милован Додик и таа цела политичка гарнитура на некој начин беше обвинета дека се обидува да го забошоти случајот со убиството, односно со смртта на студентот Давид, меѓутоа сега ова фрла некое ново светло, така да ќе видиме што ќе се случува. Оваа информација е од предмало. Ова може би да е само префрлување на надлежноста. Префрлање на надлежноста, особено што Додик е сега во федералното претседателство. Од одговорност. Да, меѓутоа должни сме да објасниме дека што е причината. Давид беше 21 годишен студент по електротехнички студии. Неговото одбраната на неговите родители кои бараат нов судски процес за да се обелодени што се случи со детето, обвинуваат дека тој како врвен IT експерт наводно успел да дојде до некои шифри за да повлече преку тие шифри огромна сума на пари, кои па биле направени со нелегална трговија на оружје. Така да, од кога тоа го направил, наводно бил ликвидиран од двајца за сега непознати луѓе. Тројца лица се уапсени, приведени како очевидци со учесници на тој настан. Меѓутоа, сега за сега истрагата се уште тапка во место, но протестите се големи. Гледаме сега дека и покрај политиката и политичките случувања, сепак на протестите во Бања Лука
подршка им дадоа и протестанти односно демонстранти во Сараево и во Загреб. И покрај очигледните разлики, сепак постои некаква сличност кога станува со случајот на Мартин Нешковски, кога станува збор за мобилизирање и давање подршка во вид на протести, па така дали можеме И малку политизирање мораме да кажеме. Во оваа насока да очекуваме дека ова движење може да прерасне и во посилно движење против сите проблеми со кои што се соочуваат. Па тоа веќе прерасна, има една димензија на емпатија на луѓето, на тоа дека на секого тоа може да му се случи, власта или режим или како ќе го наречеме, да ликвидира млад живот по некоја цена или по секоја цена, и веројатно тие луѓе кои протестираат на улиците имаат некоја емпатија со родителите, но тоа може да биде изманипулирано малку и од опозицијата, која би сакала да ги злоупотреби тие активности, да дојде до поголеми судири со власта. Во секој случај треба да видиме што точно се случило, бидејќи овој случај е особено енигматичен и од ден на ден полека, сигурно добива на сила во протести во јавност. Па токму обидот да се сокријат некои работи, мислам дека го како создава големиот револт кај луѓето. Една од причините за мобилизација. По поголем публицизам да добива. Слободно можеме да кажеме дека потегот на Додик на некој начин е можеби негов опит да ја привлече симпатијата на луѓето кои протестираат и да ја смени малку страната, да ја дефокусира, бидејќи ја повторно ќе кажам, сите ние што ги следиме состојбите таму, некако добивме впечаток изминативе месеци дека дечкото е ликвидиран, дека на некој начин власта се обидува тоа да го сокрие и олицетворение на таа власт во Република Српска е формално Милован Додик. Сега со изјавава на Додик ќе видиме што е и како е и докаде ќе оди цела оваа работа. Така, што се случува во светот, знаеме дека Америка се повлекува од Сирија. Што друго е интересно поврзано со овие настани? Интересно е што Доналд Трамп и Меланија отидоа во ненајавена посета на Ирак, ненајавена од типот дека никој не знаеше дека американскиот претседател ќе отиде за Божик да ги посети тамошните трупи, исто така и изненадување, бидејќи имаме информации, барем во медиумите изминатиот период, дека во Ирак и нема некои трупи американски, но сепак тој отиде да им даде, да им го честита Божик и да им даде подршка на тамошните сили и да им вети дека повлекувањето од Сирија е потек кој е планиран од порано, бидејќи Америка имала мисија да се протистави, односно да се пресмета со исламската држава, но не и да ја изградува Сирија, но им кажа на трупите во Ирак, бидејќи тие се соседни држави, дека операциите во Сирија во иднина американски ќе се водат од Ирак. Тоа беше првиот куриозитет што ги изненади, ми се чини, сите можни медиуми, особено американските, а втората исто така изненадувачка посета на Доналд Трамп беше од базата у Ирак, да ги посети американските трупи во базата Рамштайн во Германија, каде што исто така им се обрати и им вети дека и во иднина американските трупи ќе бидат подготвени за да ги бранат Соединетите американски држави. Нешто што е куриозитет, особено што он беше обвинуван дека ги повлекува војниците од Сирија. Како се проценува да овој негов потек, овие две негови посети, особено во американските дека нешто се случува Баневски и се проценува дека како Америка да се прегрупира, преструктурира и како да има некои поинакви воени планови кои јас сега не би можел да ги шпекулирам. Новите политики на Трамп можеби конечно во тој план конечно. Од една страна тој им повтори на американците дека Америка пред се, алудирајќи на тоа дека вие сте тука, но вие треба да се вратите дома, не треба да војувате во други држави, но од друга страна им упати порака дека они ќе останат во тие две бази од каде што по потреба ќе реагираат каде што ќе треба, особено што се случува околу информацијата околу Украина и Русија, каде што тоа не е многу далеку ниту од Ирак, ниту од Германија. Зборувам у денешно време каде што при потреба на војна интервенција многу брзо може да се изведат некакви војни дејствија. Украина ја укина во редната состојба на границата со Русија, но од друга страна во така наречената сива зона помеѓу Украина и Донбас, руските области, така се вика таа сива зона, а Украина трупа огромно количество на оружје и воена опрема и војници, што пак предизвикува стравување дека од кога ја укинуваат воената состојба, можеби ќе направат воена интервенција.
на што Русија сигурно нема да остане нели само да ги посматра тие случувања. Така, Дејан, ти благодарам за информациите од светот, меѓутоа пред да те одјавиме, ќе направиме една мала дигресија во контекст на темата која сега ќе погледнеме. Се работи за едно истражување според кое е дало поразувачки резултати за тоа колку читаат македонците. Огромен број од жителите на оваа држава оваа година не прочитале ниту една книга. Дури 2/4 не прочитале ниту една книга. Знаеме информации како било изминатите години. Дејан, не ти било дали си ништо прочитал книга оваа година? Па читам јас, читам доста и ова се што го зборуваме за да можеме нешто да знаеме, за да не излегуваме пред гледачите дека нешто не знаеме или некои теми мораме да читаме. Книги, Купуваш или позајмуваш? Книги купувам. Купувам, не позајмувам ништо. Ако не можам да ја имам, нема ни да ја читам. Ти благодариме за денешната анализа во студио 1. Тука би сакала да го најавам прилогот за оно истражување кое што туку го споменавме, го подготви колешката Ива Трајковска. Потоа се враќаме назад во студиото со нашиот колега Игор Стефановски да подискутираме за сето оно што се случува денеска во судството. Многу мал број од граѓани во Република Македонија посетуваат настани од културата, а уште помал број од нив читале книги во последната година. Податоците од анкетата објавена во дел од медиумите покажале дека близу 430 испитаници биле на концерт годинава, додека пак на ликовна изложба биле 170 испитаници, 420 биле во кино, а на прашањето за тоа колку од граѓаните слушаат музика, потврдно одговориле 630 испитаници, од кои 160 слушаат се. Кога станува збор за телевизија, 220 одговориле дека воопшто и не ни посветуваат внимание на телевизијата, а во најголем дел од испитаниците гледаат само вести, а радио потврдиле дека слушаат само 250 испитаници. Дури 490 испитаници од испрашаните, 690 одговориле дека воопшто не читаат списанија и вестници, бидејќи информациите им се достапни на интернет преку социјалните мрежи. Но најмногу изненадува податокот дека од нив, дури 2/4 во изминатава година, не прочитале ниту една книга. Само 240 од испитаниците одговориле дека се задоволни од културата во Република Македонија, додека пак 450 одговориле негативно, а најголем дел од нив културата во земјата ја оцениле со двојка. Културни настани кои испитаниците ги издвоиле во минатата година како најзначајни биле концертот на Здравко Чолеч и Виноскоп. За личности на годината од културата се избрани Горан Стефановски, Сашко Коцев и Милчо Манчевски. Анкетата била направена од 690 испитаници, кои во најголем дел биле од град, на најразлична возраст, професија и образование. Од нив 630 биле жени, 60 мажи, додека пак 290 студенти, 50 пензионери, 350 вработени во други различни професии. Според возраста 190 биле од 31 до 40 години, 110 од 21 до 30 години, 110 до 20 години, 120 од 41 до 50 години и други возрастни групи. Според образованието 390 биле со високо, а 280 со средно образование. Тоа беа деталите околу анкетата која што покажа поразителни бројки, а и темата на која што ќе ги очекуваме за некое време вашите јавувања на телефонските броеви кои што ги гледате веќе испишани подолу на екраните 02 30 55 551 и 02 30 55 553, а всушност на овие броеви и вечерва веднаш под централниот дневник во 21 часот ќе можете се јавите во првиот граѓанско-телевизиски форум кој што ќе го модерира колегата Александар Чомовски, на кого на гости ќе му бидат дел од гледачите кои што се јавија во неговата емисија и пројавија интерес да дебатираат во живо од нашето студио. Но ние ќе се задржиме и со нашиот колега Игор Стефановски, кој што веќе е во студиото, како го најави колешката Крис Сатовска, на темата на која што ги очекуваме вашите јавувања. Тоа е, Игор, дали ти читаш книги и кога ти би одговарал на оваа анкета, каде би се позиционирал?
очигледно некаде подолу во анкетата, бидејќи книга немам прочитано околу една година, можеби 6 месеци има. Јас сум дел од поразителната бројка што излезе од анкетата. Но до друга страна тоа е оправдано, бидејќи па секој ден читаш судски извештаи и посебно се сеќавам, пропочнав да читам книга и ми задзвоне телефонот и мапсе. Да не го правдаме нечитањето, колега Баневски, нема оправдување за нечитањето книги. Точно е, но бурно е во судството. Но бурно е во судството. Навистина, Игор, имаше бурна година во судниците на кривичниот суд. Пиво така апелациски. што се надеваме дека 2019 малку има повеќе време за книга. Малку повеќе време за читање. Игор, најинтересно на што синоќа се случуваше по социјалните мрежи, меѓутоа и по медиумите се оние шпекулации дека притворените во империја ќе излезат од притвор со одлука од кривичен суд и апелација. Така, меѓутоа, одлуката треба да донесе апелацискиот суд, бидејќи на осумничените таму им се испратени жалбите. Меѓу другото, покрај во империја се Камчев, Ненате Јосифовиќ, Зорица Апостолска, Цветан Панделевски и Тодор Мирчевски, станува збори за поранешниот генерален секретар на владата Кирил Божиновски и екс-министр за транспорт и врски Милјана Киевски. За нив обвинителството, односно СЈО, дало практично и зелено светло за тие да излезат од притвора, во замена да добија домашен притвор, но сепак судот ќе има последната одлука и оценка дали тие ќе добијат во замена домашен притвор. Во овие моменти би требало да има или можеби е завршена седницата по кој тие ги изнесуваат своите ставови во однос на поблагата, барање на поблага мерка, меѓутоа новинарите не се присутни тамо, бидејќи во последен момент адвокатите одлучиле да нема јавна седница во апелација за да јавноста ги слушне всушност аргументите нивни зошто би сакале да излезат од притвор. Дали специјалното јавно обвинителство даде некакво објаснување зошто ја промени својата одлука во однос на притворот, зошто бара поблага мерка притвор? Тоа што како информација го имаме, подетелно го обработува колешката Елена Милошевска, е дека СЈО всушност дава само зелено светло, за сега веројатно и без образложение за околу притворите, односно домашните притвори на овие лица, а во меѓувреме се уште од специјалното јавно обвинителство нема дадено, се немаат произнесено состав дали домашен притвор да доби екс-директорот на УБК Сашо Мијалков. Потоа и понатаму ќе се чека. Пред да преидеме на следното прашање, веќе ми јави од режијата дека го имаме првиот гледач на линија. Тука малце ќе направиме една кратка дигресија и ќе го вклучиме гледачот. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете, господје, во програма сте. Во врска со темата сакам да се јавам. Сметам дека можда истражувањето е направено меѓу старосни групи кои помал се читаат затоа што имаат други ангажмани, студенти, вработени и така натаму, а најмногу се застапени луѓето од постарата возрастна група, кои имаат завршено со своите обврски, кои имаат исполнет ден по своја желба и кои најмногу читаат, најмногу слушаат радиото и на Ритуал Сабајле да отворат, ги следат сите интересни програми кои се на медиумите, особено присуството на гости во вашето студио од разни области. Ми се чини дека во колку беа застапени оваа последната старосна група, ќе имавте подобри резултати. Колку книги читате вие годишно, господја? Молам? Колку книги годишно читате вие во просек? Јас читам све она што е наградено и што е во тренд, например. Купувам две, а уште со моите пријатели и пријателки разменувам уште 5-6. Така да сум во тек со све што е интересно, но читањето ми е навика од малинов. Браво. Читањето се стекнува, нели, кроз животот и интересот се зголемува и станува необходност. Така, ви благодариме за ова, јас би рекол, можеби изненадувачко мислење, бидејќи, ете, можеби е испуштена на вистина повозрастната категорија на граѓани од оваа анкета, но да се надеваме дека токму повозрастната категорија ќе знае на помладите генерации да им ја пренесе љубовта и навиката за читањето. Ви благодарам за вашето јавување. Го правиме тоа во секој случај. Пријатно. Пријатно. А сега ние ќе продолжиме со
Може контрапрашање, дали вие читате книги, мене ме прашавте кога товските последен пат имаш? Јас пред неколку месеци, летова. Знаеш веќе дека имам цела голема библиотека дома, така што читањето ми е редовна навика. Убаво е да слушнат гледачите. Да се вратиме. Ја пред месец дена ја прочитав последната книга, тоа беше На пат од Джек Керуек и сега следната која што земав да ја читам, не успеав да ја отворам ниту првата страница, но затоа се надевам. А уште една книга ќе добие како задоцнет роденденски подарок. Се надевам дека стварно навистина ќе имаме повеќе време за читање на книги. Да се вратиме на судството. Така, што друго се случува денеска во твојот сектор? Амнестијата и денеска претпоставам дека е тема која што ги окупираше судските ходници, па и сите луѓе кои што гравитираат. И некако како да наметна нов проблем на судството овој закон за амнестија, по дел од јавноста го оцени како мешање на извршната власт во судството, каков е ставот на судијата Кацарска, како директно засегната. Така, фокусот нормално и денеска е законот за амнестија. Тоа што го имаме веќе од предвадена ставот на Кацарска е дека таа законски не може да постапува односно го одбива всушност и да постапува бидејќи не е во согласно со законот, бидејќи треба да за надвор од судски постапки, бидејќи судиката Кацарска веќе е судечки судија за предметот за големиот за собраниските инциденти. Тој сепак таквата одлука бидејќи е надвор од судска постапка треба да одлучува кривичниот совет на Скопска единица. Тоа што е во фокусот денеска во судот е дека ги испратиле веќе барањата за политичко помирување. Рокот според судот истекуват како ќе го добиете мислењето од обвинителството. Но рокот за поднесување мислев дека истече. Да, истече, веќе истече рокот во вторникот за поднесување на барање за амнестија, а тоа што ги имаме како неофицијална информација од обвинителството веќе и се подготвуваат мислењата конкретно за 27 баратели на амнестија за големиот процес за собраниските инциденти во обвинителството за организиран криминал, а официјалниот став е дека ќе почекаме сепак соопштение од јавното. Барем некакво неофицијално сознание за тоа колку од овие барања би можело да бидат одобрени, дали има некоја бројка евентуално без имиње конкретно или ниту таква информација не може да се обезбеди бидејќи не сака ниту една страна да преюдицира, премногу се внимателни во однос на ова бара. Ти благодарам за твојот извештај, за овие информации. Ти ќе останеш со нас во студиото, ќе го вклучиме веќе следниот гледач кој што ни е на линија. Ми јавија од режијата дека веќе го имаме следниот гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер или добар ден. Не можам конкретно да видам надвор дали е стемнето, но како и да е. Битна позитивни ни се желбите. Повелете. Поздрав до целата екипа и до Еден ТВ, бидејќи стварно во последно време изузетно често го гледам. Ми се допаѓа. Вака да ви кажам, не знам анкетите на кој начин се правени, меѓутоа ова 2/4 од македонците, тоа значи една половина од нација, не прочитале ниту една книга, не ме изненадува. Затоа што знам од искуство дека младите изузетно малку читат. Сите лектири што треба да се прочитат во училиштето, тие се препишува од интернет, само тоа да ви кажам. Во една паралелка од 36 ученика ќе најдете 20 до 30 ученици кои што ќе ја прочитат книгата. Другото е прераскажување. Заклудувачки и загрижувачки, искрено да ви кажам. Бидејќи додека не се свртат листовите на книгата, додека не се вклучи мозокот, да на тој начин се развива, нема ништо. И страшно многу ми е криво и многу ми е жал што се помалку има читачи меѓу помладите генерации. Јас сум повозрасна, одрасната со книга, не е ова фалење, само да ви кажам, нема уште една година, мене ми е 36-та книга што ја читам. Ова е одличен пример за младите. Мислам дека не го ни сваќаме како фалење, туку напротив, како еден многу добар пример. Искрено да ви кажам, јас не заспевам без книга, автобусот ми е со книга и така натаму. Пријатно и се најубаво. Ви завидувам што имате толку време за толку многу книги да прочитате во една година, искрено. Ние се враќаме назад. Ви кажам. Не, чесен збор ви викам. Јас имам, можам да ви дадам и телефони и информации да добиете. Прво, јас се частам со книга во Матица Македонска. Моје частење е Матица Македонска. Така, ве молам само не споменувајте имиња, бидејќи не... Во ред, меѓутоа, во ред. Друго, сите мои пријатели, роднини знаат дека за подарок не сакам ни цвеќе, ни ништо со книга. Имам добра библиотека,
И заспивам со книга, ја читам до 3 до 4 наутро. Сега сум пензионер, имам многу повеќе време и ретко гледам серии, апсолутно не гледам серии, гледам она што ме интересира и книгата е пред мене. Ви благодариме благодарам за за тоа вашето што јавување. дадовте еден одличен пример и се ве очекуваме во некоја следна прилика да ни се јавите. Баневски, овде да се вратиме на темата, што туку стигна известување од основното јавно обвинителство дека за гонење организиран криминал и корупција, дека до овој момент дадено е позитивно мислење за вкупно 12 лица во случајот 27 април. Од оние 27 Само што што го ги постави прашањето, чисто току го добив веќе ни одговорот. стигна одговорот, да, до овој момент за 12 лица обвинителството дало позитивно мислење и според очекувањата Тие се слободни луѓе. Не, сега треба да пресуди кривичниот совет, да ја донесе конечната одлука, ова е само мислење кое тие го чекаат од гонителот. Но Така сепак тоа ги е. олеснува Се околност. уште не се пристигнати да дополниме на веста мислењето, односно на јавното обвинителство на Република Македонија, кој што се однесува за преостанатите предмети поврзани со собраниските инциденти, а не оној предмет кој што е за големиот всушност за крвавиот четврток, кој што го води судскиот процес Добрила Кацарска. Така, само за да појасниме за јавноста, се водат колку конкретно предмети и Се водат многу повеќе предмети, што во предистрага, што во истрага, што Но колку веќе веќе во се судски во процеси, веќе во се судици? завршени. Чинам дека имаме 3 судски предмети што се завршени. При крај рече се овој големиот предмет со 33 обвинети, а еден во отсуство кој што му се суди за собраниските инциденти. Завршни зборови ќе има на 15 јануари во предметот каде што судиката Добрила Кацарска. Каков ќе биде епилогот, ќе почекаме откако обвинителството ќе ги предаде мислењата што ги дава до судот, нели тие веќе истолкуваат дека имаат откако ќе ги добијат мислењата 5 дена рок за да донесат одлука, па понатаму повторно ќе следи право на жалба во рок од 3 дена, па ќе почекаме веројатно од новата година ќе се знае кој ќе добие амнестија или не. Имаше информација дека и напаѓачот на Шекеринска планира да бара амнестија, тој е опфатен, тој во кој од овие судски процеси беше и дали тој поднесе барање, имавме таква? Да, имавме таква информација, дали дека поднесе и скубачот на Шекеринска, на министерката за одбрана Радмила Шекеринска, но како не би знаеле бидејќи да тој не е во овие 27. Тоа што го знаеме е дека и обвинети за обидот на убиството на Зијадин Села, пратеникот Зијадин Села поднеле барање исто така за амнестија, но тука можеме со сигурност да кажеме дека веројатно и би било негативно мислењето како одлуката на судот, бидејќи законот за амнестија не опфаќа такви сторители, не го опфаќа всушност кривичното дело убиство по став 123. Токму таа одредба е една од главните аргументи на доносителите на овој закон, дека законот точно разграничува кои дела може да бидат помилувани, а кои не. Меѓутоа, повторно ќе кажеме дека за дел од јавноста и тоа е спорно, бидејќи сепак се работи за еден вид селективна правда, а знаеме дека сите оние кои се вмешани во настаните од 27 април сносат одреден вид на вина и дека според законот треба да одговараат. Така, јас сакам да надополнам, бидејќи пред малку пристигна и информација, односно соопштение од коалицијата Сите за правечно судење, кој амнестијата оценуваат како конфликтна и наведуваат дека собранието треба да направи формални дополнителни измени на законот за амнестија, во кој ќе се вклучи од неопределен број на лица на сторители на кривичните дела и да се наведе за кои кривични дела да бидат амнестирани. Така, а не Игор, да биде селективно. Ти благодарам што одвои време за овие информации, ќе те ослободиме сега да продолжиш да извлечеш уште повеќе информации околу 12 одобрени барања, евентуално доколку можеме да дознаеме кој добил позитивно мислење. А ние имаме уште еден гледач пред да се одјавиме од овој блок. Ало, добро вечер. Или добар ден. За гостинот би сакал прашање да поставам, меѓутоа еве го одјавивте ви. Не, седи. Да, но дали би сакале да кажете нешто дополнително на темата или немате што да ни кажете? За темата немам што да кажам, сакав да го прашам ова за амнестијата. Така, но го добивте, предпоставам, одговорот.
Воред, ви благодарам, доколку немате дополнително нешто да ни кажете повеќе или да прашате нешто дополнително, би ви се заблагодарил за вашето јавување и ви посакувам да се јавите повторно во некоја наредна прилика или вечерва во 21 часот во терминот во кој колегата Александар Чомовски ќе го води, односно ќе го модерира првиот граѓанско студиски форум во кој гости ќе бидат токму дел од гледачите кои што се јавија во неговата емисија. Мислам дека тука веќе сме и кон крајот на овој блок, при што ќе се одјавиме и следуваат сега вестите, па кујната на Маја, а јас и колешката Атовска се враќаме во 10 минути до 17 часот, кога ќе разговараме со председателот на Сојузот на синдикати, господинот Дарко Димовски, и уште еден на синдикатите за сите оние работи кои ги интересираат вработените лица на крајот на годината, меѓутоа и сето она што ќе се случува во наредната година со нивните работнички права. Се подготвува нов закон за работни односи, се подготвуваат нови колективни договори и секако за тоа докаде синдикалното движење, односно опоравувањето на синдикализмот во земјава, како што најави колегата Баневски. Сега останувате со вестите на колегата Александар Петрески, а после кујната на Маја се враќаме во уште еден блок со нас. И ги очекуваме секако вашите јавувања на темата со председателот на Сојузот на синдикати и се она што е поврзано со ова прашање, особено популарниот регрес или популарно наречен К15. Ви благодарам за вашето внимание, останете и натаму, сега следуваат вестите.